луѓе од Австралија и Канада, како и од други држави, вкупно 2 милиони минатата година го користеле дигиталниот речник на македонски јазик. Ова е еден од ресурсите на кој може да се проверат зборовите на македонски јазик и е доказ дека јазикот постои, без разлика дали некој го негира или не, вели креаторот на речникот Шинсаи Деребеј. На речникот работеле вкупно 50 луѓе. Ние нашите корисници ги следиме преку има Google Analytics, значи имаме модулче кој што е во дигиталниот речник кој што ги следи и можеме да видиме колку. Значи минатата година имавме околу 2 милиона посетители во на речникот, а сега тоа се треба да знаете дека се тие посетители од цел свет, значи од Австралија, од Канада. И тука е предноста на еден дигитален речник, што че порано, не знам, знаете, ако сакате да го земете речник за себе, макнете 30 кила за себе. И тука беше тешко. А сега со дигиталниот речник имате можност на луѓето кои се во Австралија, сакат да учат македонски или во Канада или во Америка, и така натаму да го користат директно јазикот. Деребе од Штипскиот универзитет Гоце Делчев порачува македонскиот јазик повеќе не се брани со мафтање бајрак, туку со негово дигитализирање. Според него нашата држава треба да го следи примерот на соседна Бугарија, каде што дигитализирањето и аналитиката на бугарскиот јазик се силно изразени и затоа се издвојуваат сериозни финансиски средства. Бугарија за нивниот речник има значи Бугарската академија на науки работи веќе 20 година тој речник, имаат огромни пари добино и до Европската унија земено и од различни фондации. Значи тоа се ресурси, треба се користат. Сепак речникот содржи некои недостатоци, бидејќи се уште ја нема терминологијата за некои дроги и отрови или пак зборови кои се јавуваат како неологизми, особено при преводите на македонски јазик. Деребе вели дека ова не е проект кој што може да го работи еден човек. Во моментов има најмалку тројца кои работат на обновување на речникот. Во моментот особено преведувачите кои се на прв фронт, ако не ги најдат некоја алтернатива, го преземаат оригинално. Со тоа, значи, се англизира и јазикот со тоа. Значи, тука треба да се најде. Има многу проблеми кои се појавуваат во моментот, ама треба да се решат. Значи, треба заеднички. Многу е важно, тоа сакам да го истакнам, дека јазикот е заеднички проект. Значи, не постои една инстанца која сама по себе да ги реши овие проблеми. Сите мора да бидат инволвирани. Особено заради тоа што Македонија е мала земја, нема толку големи ресурси. Дигиталниот речник на македонски јазик е достапен од 2009 година. Покрај толкувањето на зборовите, истиот дава и можност за проверка на правописот на одреден збор, барање синоними, разложување на зборот на слогови, барање на употреба на одреден збор во текстови. Во 2019 година истиот броел 75.557 збора.